А со најавата на опозицијата за влез во собранието се селиме во историниот штаб на една политичка партија. Со нас е Ланчо. Ланчо, дали се слушаме? Се наоѓаме во тренинг центарот на политичките партии кои што се спремаат да влезат во собранието. Тука со мене е еден од тренерите кој што ќе ни објасни што поточно се случува овде. Како се одвиваат самите тренинзи? Видете, како што можете да приметите, веќе припремите, тренинзите траат нели за влез во собрание и развивме техники со кои што ќе си го лесниме истото. Знаеме дека постои можност да имаме одредени препреки, меѓутоа ние ќе се соочиме со тие препреки. Така да развивме техника на брз старт и поминување на протестанти, развивме техника на ползење меѓу толпа, техника на влезна мала врата, техника на оградоскок и техниката на фаќање фотелја и задржување ницата во наредните 4 години. Исто така користиме и најпознатата македонска техника. Извинете да прашам само. Да прашам само со цел да се бутнете меѓу толпата и да искочите напред. Освен физички, битно е да се каже дека ние се припремаме и ментално. Така да со помош на моќта на камелеон, некои од нас ќе се преправат како хигиеничарки, други ќе се преправат како келнери, трети како персонал, некој како мебел можеби, и така еден по еден ќе влегуваме во собранието со цел да формираме влада. Ви благодарам. Ете студио гледате, собранието и пратениците се конституираат и се спремаат за да влезат во собранието, а посе изгледа како што се изгледаат доста спремни, посе изгледа дека ќе влезат. Студио? Ќе влезат што ќе влезат, ама како ќе излезат? Тоа ти е Јована македонска работа, добра идеја, лоша реализација.